Дали Скопје е метропола? Кога некој ќе ме праша за тоа прашање, мислам го имам еден вообичаен одговор. Скопје е преголем град за да биде паланка, но од друга страна се уште е премал град за да биде метропола. Со други зборови, Скопје е град кој што е метропола во обид, кој што цело време тежнее да стане, но некако секогаш нешто му промакнува. Сметам дека една од главните нешта кои што Скопје треба да ги прифати за да стане метропола, да ги прифати неговите предградија, неговите мала. Нели, како што знаеме, Њујорк не е само Менхетен. Мислам, Њујорк како метропола не го прави само Менхетен, туку го прават Бруклин, Бронкс, Њујорк, Харлем, Квинс и останатите негови њујоршки мала. Во таа смисла и јас како автор, бидејќи сум израснат во едно питоресно предградие во Скопје, кое што официјално се вика Даме Груев, неофицијално Новосадски пат, уште понеофицијално Геге, а најразговорно и пежоративно е Гола Гузица. Тоа е едно питоресно мало во кое што за мене како автор е инспиративно. И многу луѓе ме прашале: Саша, зошто не си се преселил во центар? Мислам, една од причините се тоа дека една од главните мои инспирации за некои за моите дела се луѓето кои што живеат во оваа насам. Во таа смисла, Геге е типична населба во смисла дека некој вид на Скопје во мало. Значи има изградена во после земјотресот во 60-тите на голи терени кои што порано биле лозија, таму и тоа пежоративно име, населба која што има куки на некоја радничка класа на доселеници од Скопје и од Косово и Јужна Србија, кои што ги изградиле куките после земјотресот. Има шесткатници типични, наведум грди шесткатници кои што се изградени во крајот на 80-тите, кои што исто живее одредена средна класа и ниска класа на луѓе. Од друга страна има и нови куки кои што се релативно на имотни луѓе. Имаме индустријска зона, има апокалиптична железничка станица, касарна воена која што се касарна на МВР, воен отпад. И многу битно ромско мало, односно ромско гето. Во таа смисла, мојата збирка на раскази настаната како производ на мојата пушачка навика и мојата пушачка навика која што е поврзана со моето седење на балкон и набљудување на луѓето што поминуваат. И тука некои од луѓето ги знам, некои не ги знам, едноставно приказниве сами почнаа да доаѓаат, односно беа наменети првично за инспирација за ликови за мои идни сценарија. И во таа смисла, исто така, би го споменал и мојот краток игран филм Ангава Диско Панк, кој што беше дел од омнибусот за Скопје, кај што беше со идејата дека некои помлади режисери да направат одреден омаж на Скопје. Во таа смисла, кога се соочив со таа задача, сватив дека во суштина, ако раскажувам за Скопје, треба да раскажам за нешто што се случува во моето мало. Во таа смисла, ромското гето е доста питоресно, можеби најпиторесниот дел од малото, и мојата желба беше да направам одреден автентичен скопски поп-арт, а тој скопски поп-арт во суштина го имаат скопските мала. Значи не е само градски ѕид, тоа е, не знам, ќе кажам, или Геге, Пластичарска улица, Чаир, аеродром, па и Драчево. Значи сето тоа го прави таа некој вид на автентична скопска култура, која што Скопје може да го направи метропола.